Снимките кои пред малку ги видовте од авионско засејување на градоносни облаци се од пред 2-3 години. Оваа година ваквиот начин на справување со облаци со град нема да може да се види на македонското небо. Тоа е од причина што ниту еден оператор не се јавил на јавниот повик. Останува единствено да се надеваме дека временските услови ќе не послужат и нема да се случат непогоди. Ако во минатото против интензивните врнежи од град како држава се справувавме со градобини ракети, кои од одбрани локации се испукуваа кон небото, од 2020 година тоа се прави со авионско засејување. Авионите испукуваат така наречени палки полни со реаген сребро-јодит. Секоја палка содржи по 400 грама сребро-јодит. Средството е во прашкаста форма која се уфрла во облаците. Ракетниот систем е стационарен. Чекаме да дојде градоносниот облак, па да се действува врз него. Додека со авионското засејување може да се действува уште во фаза на формирање на градоносниот облак. И ние со самото внесување ги изголемуваме бројот на јадра за акумулација на водената пареја. Односно, наместо да се формираат, пример, во одреден простор 200 зрна на град, ќе се формираат 400, меѓутоа тие 400 ќе бидат со дупло помала димензија. Експертите од Хидрометеоролошкиот завод ги детектираат облаците врз кои треба да се действува, но не секогаш може да се дојде блиску до нив. Дури да полета авионот, од пример, како што беше претходните 3 години од аеродромот Стенковец до крајната точка му треба 20 до 25 минути. Меѓутоа ние како управа со радарите ги откриваме навреме облаците. Пилотот према условите во самиот облак одлучува до која блискост до градоносниот облак ќе се приближи. Климатските промени го прават своето. Драстичните разлики во временските услови, од екстремно високи температури до врнежи од дошти, град или грмотевици се честа појава. Страдаат земјоделските култури, но и луѓето во урбаните и руралните средини. Се уште се свежи сеќавањата од природната катастрофа која пред 7 години го зафати Скопје и околината. Земјите во регионот користат комбинирани начини за заштита од град, градобини ракети, засејување или мрежи за заштита особено на земјоделските површини.